За СДСМ е клучно да освои 39 или 40 пратеници и со таа бројка ќе формира влада. Според Љубомир Фрчковски, со 40 освоени пратеници СДСМ ќе биде една од стожерните партии нивната влада во Република Македонија. На 5 јуни ВМРО бара континуитет на реформите, 62 пратеници, СДСМ бара промени. Кој ќе го добие тоа што го сака на 5 јуни? Мислам дека влада која од 63 пратеника на ВМРО ДПМН паѓа на 43 бара нов мандат да продолжи, нема морално право тоа да го бара. Тоа е готово. Ако евентуално гледам СДСМ сега има една концепција дека сака наново да ја врати љубовта на граѓаните кој имаше до 2002-2004 година. ВМРО па многу практично смета дека секоја љубов, па љубовта на граѓаните има своја цена и е спремен да ја плати таа цена. Со одредени вработувања, со одредени бенефиции, со одредени привилегии, со одредени заплашувања на крајот на краищата, па и со одредени фалсификати. Не со одредени заплашувања. Нивната стратегија е сериозни заплашувања, жестока кампања на заплашувања, што е еден антидемократски чин кон македонците, посебно кон македонските граѓани, не виден до сега. И вела дека ова ќе бидат избори кои ќе треба да ги решат македонците. Кај македонците избираат всушност. Да, и македонците се соочуваат со самите себе и својата изгубени надежи во една популистичка група која ветуваше многу, во која врзува три големи не, за разлика од плакатите на владечката страна, всушност он го доби рейтингот на три големи не, а не на да. Не кон албанците, не кон грците, не кон меѓународната заедница, за достоинство и за редизајнирање на македонскиот идентитет. Значи, на тие големи три не го доби рейтингот и сега тие три големи не остануваат, не го кочат сега. И се плаши дека тој може на 5 да добие едно големо не од народот. Па не знам што се плаши он, мислам дека неговите стравови и психолошки проблеми се стварно проблем, али не можеме сега ние тоа да го решаваме. Ние овдека многу карти има на масата, многу крупен е колачот, многу прашања се поставени. Тоа е сериозна опасност пред која се наоѓаме ако вака една испумпана, потполно немоќна, а агресивна елита се обидува да ја одржи власта. Мислам дека тоа нема да се случи, затоа е единствен услов по моје мислење важен голема излезност на граѓаните. Мислам дека они го совладале веќе стравот, нема кај да се оди до граница ги изгазија, но големата излезност е важно за да се покријат ситните кражби кои се зборува дека ќе се обидат едно, два, три пратеника да украдат со овие притисоци и со обиди за инциденти, тоа можат по инструментите на власта го направат, тоа треба да се компензира. Резултатот веројатно ќе биде тесен, но ќе биде по моје мислење во корист на опозиција. ВМРО ДПМН сега помалку наликува на шпанскиот тенисер Надал, кој 5 пати го има освоено Ролан Гарос и сега се плаши дека во 6-тиот надпревар може да доживее пораз. ВМРО ДПМН и помалку ми личат на тенисерот Надал, освоја еден турнир, освоја два турнири, има трета победа, има четврта, има петта победа. И одеднаш се соочува дека може да имат пораз. И тоа оно што ги прави нервозни, што ги прави испаничени. Гледате, Владко Ѓорчев излага на бина, почна да говори на пола реченица, му се фаќа грдото, му се фаќа гласот, не може да доврши реченицата, почна да пушта одредени гласови кои не личат на него. Никола Груевски прави најголем митинг по 17 пат во историјата на Република Македонија, или најголемиот митинг што го има направено. Значи тие постојано нешто најголемо прават. Заборавија преродбата, значи никој веќе не збори за преродба, заборавија портокаловата боја, се вртат кон црвената боја, прават одредени манифести, се врзат со револуционери од 19 век и така натаму. Значи таа екипа на луѓе е соочена со стравот на можен пораз. И сега е прашањето, тоа што беше дилема и 2002 година, тоа што беше дилема можеби и претходно, дали тие луѓе се спремни на еден демократски начин да ја предадат власта ако ги изгубат изборите? Па не мислам дека ќе бидат во позиција поразот да го предизвикаат и да нешто направат, нешто во институционално. Не верувам дека ќе имаат сила за тоа, но точно е тоа дека оваа политичка елита не води нормална кампања и нормална расправа со политичките противници, туку нив ги демонизира. Ги прави ѓаволи црни и со ѓаволи црни вие не можете да правите никаков диалог. Или ги поразувате и им ставате кол во срце, тоа е на теза да ја завршиме кариерата на Бранко Црнковски. Да ја завршиме транзицијата. Транзицијата да не може. Они признаваат дека не може да завршат. Они се во најлошиот дел од транзицијата сега моментално. Да. Ние сме во најлошиот дел од транзицијата со нив кои треба да ја завршат. Тоа го баталија, него се фиксира лично кон ѓаволот, црниот ѓавол.
Сега, не може, така кога го постави, тоа е карашмитовска една ситуација на непријатели, душмани од другите. Не можете нормално да комуницирате демократски со душманите. Вие или ги уништувате и ги палите, или не можете, вие треба да се запалите. Тука е црна, бела, или он во вистината, или е друг. Нема поделена вистина, нема делумна вистина. Ако противникот го направите демон, или го демонизирате, како што вие велите, тогаш е многу срамно тој противник да изгубите. Затоа тоа е причината. Ако противникот го направите понизок, што се вели од дуждовите, тогаш на Никола Груевски, на Владко Ѓорчев, на Гордан Екуловски ќе им биде срамно да бидат поразени од тој Бранко Црвенковски. Тоа е причината за агресијата нивна. Тоа е таа невозможна ситуација. Ако бидете поразени од она што све било црно во вашите говори и од личноста која треба да биде апсолутен негативитет, тогаш како понатака ќе продолжите? Како вие сега конструктивна опозиција ќе бидете на таа личност? Невозможна ситуација. И сами се доведува во таа ситуација. Тоа е недемократски инстинкт, авторитарен инстинкт. Не мислите дека ќе бидете опозиција. Тоа е во основа профилот на Груевски. Па гледате ги митинзите, да вели, да, сега се љутите за Скопје 2014 година, ама за 3 или за 4 години кога се изгради, вие сите ќе осакате. Значи, тоа ми личи кога Лјупчо Ѓоргевски 2002 година, му се растура државата, му се крши коалицијата, а он вели со гравата горе. А овој човек му се растура економијата, му се растура меѓународната позиција, му се растура коалиција, значи без малку све му се растура. Му ги враќаат за виткени ко салама азилантите од Брисел или не знам од каде не, а велеше дека тоа е всушност наша замена за влез во Европската унија. И тој место да се соочи со тоа што му се случува на теренот, вели да за референдумот. Значи како не може да се соочи политичко со реалноста. Лично со таков тип не може да се соочи со, бидејќи тоа бара рационална анализа. Он е целиот ирационален играч на црно-бело. Него едноставно јасен пораз ќе го стави на свое место. Немате расправа рационална со него. Он е затворен во таа смисла за рационални аргументи и е невозможно тоа. Само жесток судир, јавен, гледате, се обидува, не може ни еден демократ, колку и да сака победата, не може да си дозволи на тој начин да го гази сопствениот народ, уценувајќи ги луѓето со леп за да гласат. Ето, тоа е недопустиво. Човек не може да спие навечер. Добро, ќе рече нешто малку, некого ќе притиснеме, што е птен, сме му направили. Ама сите редовно да ги газите така луѓе. Тоа се македонци, тоа се наши граѓани, не можете така. Тоа е нејасна структура на личност која во основа нема демократски никакви елементи и тоа не е само тој. За жал, тоа е една цела екипа на млади луѓе кои се потполно истрошени, изгорени во таа смисла, недемократи, полни устите демократија. Дали случајно или намерно 5 дена пред изборите Викиликс излегува со одредени тајни информации кои ги достава американската амбасада до својата централа во Вашингтон, во која се упатуваат одредени отровни стрели на адреса на Никола Груевски, а на адреса на Сашо Мјалков, и на тој начин претпоставувам дека сака да му се отежни цената на Али Ахмети после 5 јуни да коалицира со Никола Груевски. Гледам простор, значи по сите митинзи, по сите градови низ Македонија имаат многу помалку луѓе отколку што има опозиција. Значи една енергија се ослободи околу опозицијата, кај нив не постои таа енергија. Наместо се соочат со тој сигнал од јавноста, со тој сигнал од електоратот, тие помалку ми личат на Ратко Младичко. Нели бара да му дадат да го посети гробот на ќерката, или ако не ми дадете да го посетам гробот, сам ќе облечам униформа и пешки ќе одам ко генерал да го посетам гробот. Значи, тотално едно несноаѓање во еден релативитет, во една реална политичка ситуација во која се наоѓа денес. Ратко Младич, додека ние зборуваме, е веројатно во авион за Хаг. Према тоа, они ќе бидат во опозиционите клупи додека овој дел го расправаме. Или во некој авион за Прага. Не знам тоа, али во опозиционите клупи секако. Што значи дека оваа следна влада, по моје мислење, ќе биде интересно составена. Ќе биде практично влада национален спас. Кој би ја составил таа влада по вас? Па веќе е јасно тоа. Ја пишував пред 2-3 месеца, гледам Лјупчо тоа го повтара, мислам дека социјалдемократите им е јасно истото. Тоа ќе биде и левица и десница, не купена десница кон левица, левица безпринципилна со десница, туку и двете со јасни програми, но заеднички неколку точки јасни и со веројатно 2 албански партии. Тоа се околу 68-70 мандата, сосема јасно за едно цврсто владење. Оваа влада не е, поради тој комплекс и сложеност, нема да биде слава, таа ќе биде историска исто колку што ќе биде, кој што беше историски првата влада, затоа што ќе реши некои прашања и Македонија конечно
ние постојано одиме по работ, ќе префрлиме во друга историја. Во историја на комплетно обезбедена земја, интегрирана во НАТО, што е најважно до крајот на оваа година. Тоа е друга историја за нас. Се изгледа поинаку. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ви посакувам мирни избори на 5 јуни или за 2 дена, почитувани гледачи, а ние ако даде Господ се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде е да си.